Почитување. Прес конференција на Хари Локвенец, актуелен пратеник на СДСМ, 17.7.2012 година, пред точно 6 години. Цитирам: "Искрено сакаме да им заблагодариме на Прилепчани и за овогодинешната поддршка на Пивофест, како и секогаш се покажаа одлични домајчини и честити луѓе кои знаат да се справат и носат со манифестации во најмала рака од балкански размер. Се покажа дека манифестацијата, која што беше отпочната и иницирана во време кога СДСМ стоеше на чело на градот, е еден успешен проект, кој носи огромен бенефит и економска полза за општината, проект кој премина во символ и традиција за градот. Во иднина, сите оние работи кои граѓаните ги поддржуваат од аспект на целосна организација на фестивалот ќе останат, а нашите забелешки ќе бидат разгледани и имплементирани со цел да имаме уште поубава манифестација. Оваа јубилејна 10-годишна поред организација на Пивофест всушност ја потврдува оправданоста на еден ваков настан од аспект на илјадници посетители и многуте тони потрошени и конзумирани пиво и скар. Според тоа, точни се бројките за големиот промет на угостителите, дојчанџиите, хотелиерите и така натаму во градот. Но исто така голема добивка има и општината. Според она што официјално имаме прилика да чуеме од организаторот, само од паркинг услуги општината инкаширала повеќе од 5 милиони денари. На што ќе се потрошат милионските суми кои општината ги собра за Пивофестот? Нашиот предлог е со милионскиот приход од овогодинешниот Пивофест општината да ги плати извршните решенија за комунални долгови на социјалните случаи во градот. Помина уште еден Пивофест, овој пат во организација на локалната власт на СДС. Добро е што продолжи со оваа традиција и што конечно СДС свати колкаво е значањето на оваа манифестација за Прилеп и прилепчани, иако многу пати во минатото истите ја критикуваа на пресконференции. Во претходните години од улога на опозиција ветуваа нов начин на организација, поинаква атмосфера, но она што може да се констатира од одржувањето на овогодинешниот Пивофест е дека истиот речиси во ништо не се разликува од минатите години, освен подалеку по слабата посветеност која е резултат на лошата организација. Челниците на СДС во изминативе години излегуваа со низа забелешки и констатации околу начинот на организацијата на оваа манифестација и трошењето на приходите од истата. На една од пресконференциите, несудениот градоначалник, ама актуелен пратеник Хари Локвенец предлагаше со милионскиот приход од Пивофест општината да ги плати извршните решенија за комуналните долгови на социјалните случаи во градот. Еве сега градоначалникот Јовановски ја има можноста да го реализира овој предлог на СДС и со тоа да направи конечно нешто корисно за Прилеп и прилепчани. Но од градоначалникот Јовановски вакво нешто не слушнавме. Типично однесување и за него и за Локвенец, но и за сите од СДС. Кога беа во опозиција, создаваа лажна слика за себе си, која веќе излезе целосно на површина. Се надеваме дека ќе бидат доблесни и ќе го реализираат ова ветување дадено од пред 6 години, затоа што нашите сограѓани одамна изгубија доверба во нивните зборови, кои не се подкрепени со ниту едно дело, а до година градоначалниче Јовановски слободно побарајте помош од тие што знаат како се организира ваков настан, затоа што овој фестивал е од интерес на градот и треба да живее. Ви благодарам.